Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за тоа што можеме да направиме, а што да не правиме кога не се чувствуваме добро. Вие ќе правите тоа што вие ќе изберете, тоа што вас најмногу ви одговара, но јас сакам да ги споделам со вас моите сознанија, искуства, па можеби некому ќе му послужат. И најпрвин, како што и многу пати досега имам кажано, во ред е да не се чувствуваме некогаш добро, во ред е ништо да не ни се прави, во ред е да сме тажни, во ред е да сме уморни, во ред е да не сакаме да разговараме со другите, да сакаме да се осамиме, во ред е да чувствуваме некаква болка и на крајот на краиштата во ред е да не објаснуваме никому. Разбира се, тоа го зборувам за некои лесни состојби кои се дел од нашето секојдневие, кои ни се случуваат повремено, кога се чувствуваме изморени, тажни, едноставно сакаме да се повлечиме, најчесто да се одмориме, да размислиме за нешто, да донесеме некоја одлука или да побараме начин како да се носиме со некоја ситуација со која природно не знаеме како да се носиме, затоа што на некој начин ни е предизвик или непријатно ни изненадила или едноставно не сме биле подготвени. Не се однесува на ситуации кои се посериозни, не се однесува на ситуации кога ни е многу тешко, кога се чувствуваме многу лошо. За сето тоа кое што не држи подолго време блокирани, закочени, приковани во едно место, кои не прави нефункционални, се разбира, барајте стручна помош. Ова се некои предлози за самопомош што ќе ни овозможат полесно да се носиме со состојбите кога не се чувствуваме најдобро. Најпрвин, за да може воопшто да се носиме со таквата ситуација, треба да си признаеме, да се соочиме со тоа како се чувствуваме, за да можеме да донесеме некаква одлука како ќе се носиме со таа состојба. И во различни ситуации правиме различни избори, тоа е апсолутно во ред. Некои можеби ни помагаат, некои не ни помагаат, но сепак се надевам, стекнуваме различни искуства и учиме од нив. Откако ќе се соочиме со фактот дека не се чувствувам добро, би било убаво да можеме да препознаеме, односно поточно да дефинираме дали сме преморени, дали сме тажни, дали нешто е истригерирало нашата болка, дали само едноставно сакаме да се повлечиме во тишина и да ја смириме главата, и би било убаво да го кажеме тоа. Да го кажеме на луѓето кои ни се блиски, доколку ни е потребно време и простор, се разбира, за да не бидат изненадени од нашето повлекување или пак да се чудат, да размислуваат што ни се случува, да им кажеме во каква состојба сме и едноставно да си земеме онолку време и простор и време во кое можеби нема да правиме ништо, за да можеме да се носиме некако со таа своја ситуација и да направиме се што знаеме и умееме за да ни биде подобро. Пред да преземеме било што во ред е да си дозволиме да се чувствуваме како што се чувствуваме. Не мора веднаш да се обидуваме да се ослободиме, да се расположиме, да применуваме разни методи и техники. Во ред е само да останеме во таа состојба извесен период, да чувствуваме тоа што чувствуваме, да си дозволиме да бидеме во тоа чувство, во тие емоции, да направиме и некоја анализа од каде доаѓа тоа, што на вистина ни се случило и колкава е таа наша болка, тага, изнемоштеност, исцрпеност, за што и да се работи. Сите чувства ни се дадени за да ги чувствуваме и ние сме целина само тогаш кога можеме да ги чувствуваме и оние пријатните чувства и оние помалку пријатните, па и најнепријатните, затоа што луѓе сме, а животот е исполнет со многу предизвици. Во таквата состојба најмалку што треба да правиме и да се обвинуваме себе си. Ете, пак си во таква состојба, се уште ли тагуваш за тоа, уште ли не си го разрешила тоа, секогаш истото ти се случува, ништо од тоа, затоа што една таква мисла, една обвинувачка мисла повлекува друга, трета, четврта и тоа не ни помага, напротив, се подлабоко и подлабоко не повлекува во таа состојба во која сме и токму затоа е доволно да си кажеме дека сме луѓе, дека се што е човечко не ни е туѓо, дека е во ред понекогаш и да не реагираме онака како што сме очекувале, да бидеме поемотивни,
да се isforsirаме, па потоа да бидеме изморени, да потрошиме дел од нашето време непредвидено. Значи да не се обвинуваме и да не се критикуваме заради своите човечки слабости, заради чувствителноста, затоа што се тоа е нормално. Тоа е некако слично со следното што не треба да го правиме, а тоа е да не се притискаме, да излеземе пребрзо од таа состојба, туку едноставно да се обидеме да се чуеме себе си и своето тело и умот и срцето, да се следиме себе си, да се опуштиме, да се смириме, без оној непотребен притисок, предолго трае ова, па не завршив ова, не направив тоа, требаше вака, требаше така. Нормално дека дел од овие мисли ќе ни поминуваат низ главата, но да не им обрнуваме толку внимание и да не дозволуваме да не поклопат. Следно, кое што е тесно поврзано со ова, е да не се фолираме. Понекогаш во животот има ситуации во кои што ќе прикриеме, нема да покажеме, заради тоа што е тоа наш избор, затоа што не сакаме да им создаваме проблеми на другите луѓе, заради тоа што мислиме дека другите луѓе не ни се доволно блиски за да сведочат на таквите наши емоции. Или пак имаме некоја работа која што во моментот сме избрале да ни е поважна или имаме некаква одговорност, треба нешто да завршиме. Но, веднаш потоа, кога што можеме побрзо, да си дозволиме да бидеме она што сме, односно да се чувствуваме онака како што се чувствуваме и во некое свое катче или помеѓу блиските луѓе или луѓето кои не познаваат, да не се фолираме. Ние многу често знаеме лажно да се представуваме, тоа е нашиот одбранбен механизам, па се смееме насила, па се трудиме да изгледаме што е можно подобро, меѓутоа, верувајте ми, сето тоа се гледа. Луѓето кои не знаат, кои не познаваат, луѓето кои не се блиски, луѓето кои сакаат да видат, ќе видат. Ќе го видат уморот на нашето лице, ќе видат тагата во нашите очи, ќе ја забележат нашата расеаност. Ако ние сакаме да ги убедиме дека тоа не е така, затоа што се убедуваме себе си, си ја влошуваме нашата ситуација, а блиските кои не познаваат, се разбира дека нема да ни веруваат и нивни избор е дали ќе го поддржат тоа наше фолирање. Меѓутоа не добиваме ништо и го одложуваме се повеќе и помеќе времето од соочувањето со тоа како навистина се чувствуваме. А кога тогаш тоа соочување ќе дојде и ќе се случи, и можеби ќе се случи тогаш кога најмалку ни одговара, затоа е подобро ние да донесеме одлука да влеземе во таа состојба и да видиме како точно се чувствуваме и што можеме да направиме доколку тоа ни е непријатно, доколку не кочи и не прави ни функционална. Да си дадеме време, простор, да се повлечиме, да отагуваме, да размислиме, да анализираме, да молчиме, да се стишиме, да го осетиме своето тело, енергијата во која што сме, да го чувствуваме целиот тој процес, затоа што и тој процес, како и се друго во животот, ќе доживее една кулминација, а потоа ќе почне полека да се расплеткува и ќе ослаби неговиот интензитет. Тогаш кога ќе помине тој процес и кога малку нашата сила ќе се врати, да не се форсираме сега веднаш, да се вратиме назад и се што не сме направиле, сме оставиле, не сме завршиле или што сме планирале предходно, меѓутоа ете таа состојба некако не оневозможила да го направиме, сето тоа најднаш да се затрупаме со задачи, планови, цели, затоа што на тој начин ќе влеземе во друга маниакална фаза која што многу брзо ќе не потроши. Да се процениме, односно да се обидеме да ја провериме реалната ситуација, да видиме колку сме тоа ние во моментов подобро од она што сме биле, кои работи ни се навистина приоритети, кои работи може да почекаат, што сакаме на крајот на краиштата во моментот да направиме, затоа што ако се притискаме и правиме работи кои што ни се тешки, кон кои чувствуваме можеби дури и одвратност, пак ќе не вратат назад во истата состојба. Затоа, на почетокот кога ќе решиме веќе да излеземе од тоа и да почнеме да правиме нешто и да функционираме некако, да правиме мали работи, ситни чекори и по можности да ни носат задоволство. Тука не мислам на не знам какви големи задоволства, доволно е да ни носат задоволство од тоа дека сме се придвижиле и сме завршиле нешто. И тоа задоволство понекогаш може да биде многу мотивирачки. И кога сме сега веќе кон потрагата по различни начини да се вратиме назад,
Многу често влегуваме во разни методи и техники кои што јас ги имам на мојот канал, разни афирмации, медитации, визуализации, меѓутоа во моментот доколку се чувствуваме дека тоа ни одговара, дека тоа ни лежи, дека тоа ни дава позитивен исход, во ред. Доколку не се чувствуваме, не мора да се форсираме, не мора да афирмираме во нешто што не веруваме, не мора да се тераме себе си да ги применуваме сите тие методи доколку нашето тело е во грч или дава некаков отпор, а може да ни помогне и слушање музика и приготвување на некоја храна која сакаме, прошетка или средување на некое катче во домот или занимавање со некое хоби, да прочитаме малку, да пуштиме некаква музика, да повежбаме или пак да седниме и да испиеме кафе со некој кој ни е близок и драг. Сето тоа може да има ист ефект, да не однесе на следното ниво во кое ќе се чувствуваме подобро и уште подобро, па дури потоа да бидеме подготвени и навистина да сакаме да се занимаваме со разни методи и техники кои сме ги чуле, виделе, применувале, научиле. Значи, доколку не ни одговараат, едноставно да не ги правиме, да не се форсираме и ништо не им фали нити на техниките, нити нам. Состојбата во која што се наоѓаме не ни е адекватна за одредени алатки кои може би друг пат и ни помагале. Различни активности можат да не доведат до истиот резултат, да се чувствуваме подобро. Доколку имаме потреба, доколку се чувствуваме дека можеме, доколку имаме со кого, доколку блиските луѓе ни се достапни, да разговараме со некого. Не мора тоа да е додека сме во таа ситуација, но кога ќе почнеме полека да излегуваме од таа ситуација или кога ќе почувствуваме ние навистина потреба, би било убаво да седнеме и да поразговараме со некој близок, да споделиме ни што сме поминали, ни што може би уште поминуваме. А доколку и не сакаме да го направиме тоа, тогаш можеме тоа да го запишеме или пак современата технологија ни нуди различни можности, можеме едноставно да го вклучиме телефонот и да се снимаме, да кажеме се што имаме. Не мора тоа да е ни планирано, ни поврзано, едноставно да дозволиме нашите емоции да се преточат во зборови. На тој начин, што би се рекло народски, ќе ни олесни, односно ќе ги споделиме тие наши чувства, делумно ќе се ослободиме од тоа што ја предизвикало таквата состојба. Доколку и тоа не ни врши работа и доколку сами не можеме да се извадиме од таквата состојба, се разбира, секогаш побарајте стручна помош и тоа се однесува и на разговорот. Ако не сакате да разговарате со блиските луѓе, ако не можете да се отворите, ако не сакате да ги оптоварувате, ако сметате дека сепак разговорот многу може да ви помогне, тогаш побарајте стручна помош, платете некој да ве слуша и разговарајте со него. Затоа што е докажано дека разговарањето и пишувањето многу помагаат во таквите ситуации, меѓутоа не сме сите исти, немаме сите исти потреби, не се отвораме сите толку лесно, така што изберете го она што вам најмногу ви одговара. Ако треба се тоа да го сведам во 3 точки, тоа би било: дозволете си себе си да не сте добро, кажете го тоа, кажете си го прво себе си, потоа покажете го на другите, останете во таа состојба оноку колку што ви треба време, но се разбира да може да го живеете животот и да бидете функционални. Ако не е така, барајте помош. И по 3, кога ќе почувствувате дека ви е доволно, дека сте поминале некој одреден процес во таа состојба и дека сакате полека да се вратите назад, не се форсирајте, не се притискајте, одете со ситни чекори и бидете задоволни што воопшто имате сила да ги правите сите тие ситни чекори. И потоа од задоволството од тоа одете на следното ниво, задајте си поголеми задачи, отворете се повеќе и повеќе, затоа што сепак како и да е, ќе се смени тоа и вие ќе се чувствувате добро. Само што во оваа ситуација правиме се што можеме за активно да учествуваме во промената на состојбата која што не ни служи и не прави нефункционално. Јас ви посакувам да си ги најдете своите методи и техники, своите начини. Ако нешто од ова е адекватно на вашите потреби и желби, искористете го. Ако сте го знаеле веќе, убаво е што се потсетуваме. Бидете добро, ако не сте добро, носете се со тоа најдобро што знаете и умеете. Барајте помош, барајте поддршка, но пред се дајте си ја сами на себе си.
Pretplatете se na kanal, ставете лайк на видео доколку ви се допаѓа или споделете го со луѓе на кои може да им помогне и се гледаме во следното видео со некоја нова тема.